десерт за вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите Торта Mortus Pian Maturant. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Во тенџере ставаме 300 грама шеќер. Додаваме 100 мл вода. Тенџерето го ставаме на оган. Откако шербетот е зоврие, го тргаме тенџерето од оган. Потоа во тенџерето ги додаваме мелените ореви. Мешаме со лажица. Оставаме смесата да се излади. Почнуваме со подготовка на филот. Во тенџере на оган го ставаме речис и целото млеко. Додаваме 6 лажици шеќер. Мешаме со жица за матење. Во садот со прашокот за пудинг пак го додаваме преостанатото млеко. Непрекинато мешајќи во зовриеното млеко во тенџерето го додаваме размешаниот пудинг. Откако пудингот ќе добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Оставаме пудингот да се излади. Продолжуваме со подготовка на пандишпанот. Јајцата ги кршиме и ги делиме жолчките од белките. Белките ги ставаме во длабок сад, а жолчките во сад за матење. Потоа жолчките ги матиме со миксер. Во садот за матење ја додаваме изладената смеса од шербет со мелени ореви. Го додаваме какаото. Мешаме со лажица и ја додаваме ракијата. Потоа во садот го додаваме циметот. На ситната страна од рендето во садот за матење рендаме кора од лимон. Го додаваме брашното. Мешаме со лажица додека добиеме еднолична смеса. Потоа со миксер ги матиме белките. Во длабокиот сад со изматени белки ја додаваме смесата од садот за матење. Тавата за печење ја обложуваме со хартија. Го истураме тестото за пандишпан во тавата. Тавата ставаме во рерна. Печеме 15 минути на температура од 200 степени. Продолжуваме со подготовка на филот. Во садот за матење го ставаме путерот. Го додаваме шеќерот во прав. Потоа го матиме путерот додека стане пенест. Во садот го додаваме изладениот пудинг. Повторно матиме со миксер додека добиеме еднолична смеса. Половина од смесата претураме во длабок сад. Во садот за матење пак го додаваме кокосовото брашно. Мешаме со лажица. Урмите ситно ги сечкаме и ги додаваме во длабокиот сад. Испечениот пандишпан го вадиме од тавата и му ја отстрануваме хартијата. Потоа го сечеме пандишпанот на 3 еднакви ленти по должина. Првата лента ставаме на долниот дел од правоаголна кутија за торта. Ја филуваме со филот со кокос. Врз филот ја нанесуваме втората лента пандишпан. Ја филуваме со филот со урми. Врз филот ја нанесуваме третата лента пандишпан. Потоа го подготвуваме шлагот. Во длабок сад го ставаме млекото. Го додаваме прашокот за шлаг. Матиме со миксер додека шлагот ја добие потребната густина. Изматениот шлаг го ставаме во готварски шприц. Со помош на шприцот со шлаг ги прекриваме прво страничните делови, а потоа и горната површина на ролатот. Врз ролатот наросуваме ренда на чоколада. Декорацијата завршуваме со една орхидеја на средината на ролатот. Добар апетит!